Македонска јавност, почитувани колеги, зборуваме за закон за солидарност, изборуваме за закон кој во ова собрание е под палката на Европската Унија, значи со европско знаменце. Што е европско во овој закон? Ништо. Кога имавме комисијска расправа, министерот на мојот говор избега. Зошто? Заради тоа што го обвинував дека се лаже во овој закон, дека се злоупотребува европското знаменце, а нели, колеги, нели власта има, а вие власта ја поддржувате, една кампања во која велат ние сме Европа. Па вака ли, почитувани колеги, во Европа ке се оди, каде не се почитуваат регулативите од Европската Унија, на кои вие се повикувате со овој закон. Поточно, на она што власта се повикува и Министерството за финансии поточно, со регулативата 2022/1854 од 6. октомври 2022 година, за интервенција на високите цени на енергијата, оваа наша влада си го преиначува тоа како што на нив им одговара и сега, замислете, ги кршат сите рокови кои се предвидени со оваа регулатива. Именно, оваа регулатива во Европската Унија има одредена важност, траење, и нејзиното траење е привремено. Значи, од 1.12.2022 година до заклучно 30.6.2023 година. Замислете, денес сме септември 2023 година. Таа регулатива, таа препорака, која ја дава Европската Унија, во која велат не е задолжително, само се препорачува, власта, предводена од ДУИ и поддржана од малецките социјалдемократи во Република Македонија, ја прави да биде важност овде во Македонија, иако е застарена истата во Европа. Дали во членот 22 некој го има отворено од регулативата да провери и да види дека тоа е со привремено траење? И се прашувам, кој се го изготвува ова? Дали се прашува Министерството, можеби, за политички системи и односи со заедниците, заради тоа што солидарноста таму треба? Бидејќи таму се делат нелегално, нетранспарентно финансии од буџетот на Република Македонија, или можеби од некое друго министерство, бидејќи не остана министерство во Македонија кое ќе кажеме секоја чест, честни раководства има таму. Глава 5, каде се повикувате на сето ова, во овој закон, колеги, што вие ќе го гласате и ќе го поддржите, не важи заради тоа што претходно ви ги кажав сите овие факти и докази кои го покажуваат и докажуваат истото. Но, впрочем, зошто вие мене да ми верувате е прашањето денес? Зошто да ми верувате? Бидејќи вие верувате само на владата. А на која влада? Онаа влада што се лажат сите меѓу себе. И како почна сето ова, да се подсетиме? Траеше и претходно, ама само малку да се вратиме назад. Бектеши ја излажа цела влада и тоа беше нормално. Премиерот излезе и го бранеше. Понатаму продолжува министерот за финансии со овој предлог закон, ја лаже цела влада, а после тоа цела влада го лаже македонскиот народ, но не само што лаже, на штета на македонскиот народ е сето ова, бидејќи голем број на семејства
наместо да добиваат покачување од сите овие фирми кои се обврзани да плаќаат данок на солидарност, данок на рекет да го именуваме, сите овие фирми, наместо да ги покачат платите на вработените, да им помогнат за да излегуваат надвор од оваа финансиска криза која ја имаме, и да напоменам многу голем број на кризи, наместо да се случува сето тоа, ние гледаме каква сурова реалност ќе имаме и имаме во моментов. Данокот за солидарност не става во прашање како сте вие солидарни. Вчера имавме во попладневните часови, во 18 часот, кога требаше да завршуваме со работното време, започна Комисијата за европски, каде имаме закон за кривична одговорност. Замислете, инспирирани бевме на вистина, верувам сите, посебно јас се инспирирав од тоа како колешката таму на говор го бранеше законот за кој треба сите да се спакувате и дома да си одите, а од дома да не излегувате, бидејќи ќе го поддржувате овој закон. Вчерашниот говор на колешката не инспирира за солидарноста. Да, вие имате солидарност, ама сега ќе ви кажам каква солидарност вие имате. Вие сте солидарни кон криминалот, бидејќи со тој закон го правите криминалот да биде возможен и неказнив и сега и во иднина. Вие сте солидарни кон Беса Транс. Вие сте солидарни кон модуларната болница. Ги криете сите овие криминали. Вие сте солидарни кон Ден Дончев. Не го казнивте. Вие сте солидарни за 215 пасоши што беа поделени. И да не ги спомнувам многуте криминали на Оливер Спасовски. Вие сте солидарни кон злосторниците кои се уште ги има на клиниката за онкологија. Вие сте солидарни кон кражбите на струја. Вие сте солидарни кон тие што крадат. Вие не сте солидарни кон македонскиот народ која плаќа струјата за нив. Вие сте солидарни и за образованието, да ви кажам. Солидарни сте. Ги терате наставниците да ги кршат законите. Солидарни сте спрема се што е криминално во државава. Но јас морам да ви кажам, избрзувате со одлуките како со потребата од промената на носење на многу штетни закони во Република Македонија кои на штетен начин ги смислувате. Колеги, погледнете го законот. Регулативата во Европската Унија е привремена на која вие се повикувате. Не можете да бидете солидарни. Не можете да бидете солидарни спрема криминалот. Не можете и не смеете да бидете солидарни спрема криминалот. Треба да бидете солидарни спрема граѓаните. Треба да бидете солидарни спрема македонскиот народ кој едва и го врзува месецот од почеток до крај. Спрема пензионерите да бидете солидарни, спрема земјоделците да бидете солидарни. Но вие, за жал, одлучувате постојано да бидете солидарни само и единствено кон криминалот во оваа држава и ништо повеќе. Еве, покажувате денес со носењето и желбата да го носите овој закон, на кој се повикувате на една регулатива, која е привремена, се повикувате и си правите простор, бидејќи правите кривична одговорност, бидејќи правите одговорност која понатаму ќе сноси последици. Овој закон некогаш ќе биде поништен, бидејќи истиот е носен врз основа на регулативи, а да не зборувам, колегите претходно ги кажуваа и многу другите недостатоци кои ги носи овој закон. Овој закон ќе си носи своји последици за кои утре единствено само што ќе плаќаат се граѓаните на Република Македонија и никој друг. Вие со кривичниот закон си правите простор да немате никаква одговорност и на крај ќе кажеме: еве колеги,
ние